Заеднички залагања на државата, компаниите, невладиниот сектор и граѓаните за справување со климатските промени преку зачувување и подобрување на животната средина. Ова го посочи амбасадорот на Германија во Македонија Томас Герберих на денешната трибина што под наслов Обштествено одговорни бизниси, акција за клима, во Тетово заеднички организираа Германската амбасада и Центарот за истражување и информирање за животната средина Екосвест од Скопје. Во ноември оваа година во Бон ќе се одржи Светската климатска конференција посветена на намалувањето на емисијата на стакленички гасови, јаглерод диоксид и други. Германија презема многу активности во оваа насока, како дома, така и со поддршка на сите други што го прават тоа. Во Македонија ние поддржуваме два вакви проекти, меѓу кои е инсталацијата City 3 во Тетово и Скопје. Заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули рече дека состојбите со климатските промени не се само задача на владата, туку во нивното подобрување треба да учествуваат и другите чинители, како бизнис заедницата, невладиниот сектор и најважно од се граѓаните со нивното секојдневно однесување. Тој најави повеќе мерки во оваа насока. Бизнис заедницата мора да биде информирана за сите оние обврски од процесот на хармонизација со европското законодавство што произлегуваат. А од наша страна сакаме да ги и промениме некои работи кои што се досега се покажале како недостаток, а тоа е она што сите ги загрижува, парите што се собираат од еколошките такси, зашто и која намена се трошат. Тоа беше едно од ветувањата во изборната програма за парламентарните избори и сега сме со намера сето тоа законски да го ставиме во една рамка од која ќе почне собранието да работи, за да може парите кои што се собираат за екологија да се трошат исклучиво за екологија. Мислам дека е тоа многу важно. Процесот, владата мора да ги стимулира сите оние компании кои што навлегуваат или се работат со заштита на животната средина и практично сите тие регулаторни гилотињи кои што постојат да ги унапредиме се во интерес на бизнис заедницата. Реков, процесот на справување со климатската акција е невозможен без еден интегриран и заеднички настап на владата, на здруженијата на граѓаните, на бизнис заедницата, а и на секој поединец од нас со своето однесување дома, прво на нашите деца во училиште, на работа и пошироко. За Ана Чоловиќ од Екосвест, важен чинител во подобрувањето на состојбите со животната средина, е со активностите од оваа сфера да бидат запознати и граѓаните, да разберат поточно за што станува збор. Дискусијата за клима треба да се постави на едно такво ниво за да граѓаните бидат свесни дека прашањата од типот на поплавите или слични незгоди, несреќи може да бидат како влијание на ерозија која е всушност сепак резултат на човечката активност. Значи треба со нашата дискусија, со нашата дебата да ги приближиме прашањата за клима, што можеме повеќе до граѓаните, бидејќи сметаме дека граѓаните самите треба да направат нешто за да го сменат во својата средина. На едно друго ниво, помеѓу институциите, бизнисите, граѓанскиот сектор и така натаму, потребно е да се развие дебата на тема што можеме заедно да направиме за ова да профункционира. Таа посочи дека очекува Македонија да го ратификува Парискиот договор за климатски промени, со што државата ќе преземе соодветни мерки во оваа насока.